Драмскиот аматеризам во Делчево доби своја монографија. Кога боговите ке замолчат, на авторот и креаторот на драмскиот аматеризам во Делчево, Славчо Десподов, издадена по повод 25 години од првиот драмски текст поставен пред делчевци повеќе партиска кафана, синоќа доживеа своја промоција. Негде има околу 150 актери кои што поминале преку драмското студио на еден или на друг начин. Дадени се преку 200 представи кои што ги гледале неколку илјади луѓе, ја негде сметав од преку 2000-3000 луѓе, така да се случувало некои представи од овие што се поинтересните, што се дадени од драмското студио, се игране пред неколку илјадна публика. Представите нема да платиме, човек за секое време, карано време, седумка, љубов и смрт, штуро племе се само дел од богатиот репертоар реализиран од делчевските аматерски глумци. Најголем впечаток ми остава представата човек за секое време, кој што е по обработен на мој текст, врзостава на текст на усречители од Лола Ѓукиќ, еден познат комедиограф српски, така да направена со современа содржина. Драмскиот аматеризам кој ги полнеше салите во Делчево сега е веќе минато. За познатите делчевски глумци, периодот кога постоеше аматерскиот театар беше најдоброто време за Делчево. Постоеше за нашето време, некако цело време кога се збори на телевизија или било каде за театар, мене ми иде само една мисла дека за жал капитализмот го прегази волонтерството. Не само на мене, на целиот град им недостасува. Театар, хумор, забава. Многу тешки времења ни фали. Ако првиот дел од монографијата представува хронологија на драмското студио во Делчево, вториот дел го содржи творечкиот опус на Десподов како новинар и соработник на повеќе национални медиуми во државава. Монографијата Кога боговите ке замолчат е документ со кој Десподов го заокружува своето 44 годишно творење и кој останува како порака на идните генерации.